Сргјан Стојанчов е во Кочани. Сргјан, ти си во паркот на Револуцијата, каде за помалку од половина час се очекува да почне протестот. Весна, тука во паркот во Револуцијата во Кочани за половина час треба да почне 6-тиот марш на ангелите, протестот на роднините и пријателите на настраданите во трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани пред 2 месеци. Во пожарот загинаа 62 млади луѓе, меѓу нив и малолетни деца, а скоро 200 беа повредени. На денешниот протест се придружува и движењето кое следен кое организира бесплатен превоз од Скопје. Луѓето од Скопје се очекува исто така да пристигнат на денешниот протест. Како дел од протестот во 17, тука во Кочани ќе се одржи и трка на келнери, како дел од протестот во чест на загинатите келнери од дискотеката Пулс. Имено има неколкуми на загинати келнери и шанкери во трагичниот пожар. Инаку барањата на протестите се неселективна правда и да одговараат сите виновни за нелегално работење на дискотеката од 2012 до трагичниот пожар пред 2 месеци. Тие обвинителството најави дека истрагата ќе заврши за 1 месец, пошто ќе следува обвинение. Осомничени се 60 на луѓе, меѓу кои сегашни и поранешни функционери кои биле на позиции во кои што знаеле или требало да знаат дека дискотеката работи нелегално и требало да го спречат тоа работење. Инаку иницијативата Супорт Кочани предпладнево и вчера објави многу вознемирувачки фотографии од степенот на повредите, од степенот на изгорениците на преживеаните. Се жалат дека условите за третирање на такви повреди во Кочанската болница не се добри. Имено од кога почнаа да се пуштаат повредените од болниците во странство и во Скопје. Сега тие одат на рехабилитација во болницата во Кочани. На физикална терапија се околу 40 на луѓе, околу 70 одат на преврски. Иницијативата Супорт Кочани смета дека условите за преврски не се соодветни. Бараат поголема поддршка од институциите и да не прекине помошта и од граѓаните и од фирмите, затоа што поддршка на овие луѓе ќе им треба во наредните неколку години. Имено токму и затоа Ротари клубот Кочани Виница во соработка со нивните словенечки колеги денеска започнаа проект за поддршка и на повредените, на семејствата на настраданите, генерално за поддршка на градот Кочани. Велат, словенците велат, во моментов не знаеме што ви треба, но тука сме за вас во наредните 5 години и за се што ви треба ќе ви излеземе во пресред. Предлагам да ги слушнеме нивните изјави тука. Тоа е старт на проектот за кој што разговараме. Значи, со ова почнува проектот, бидејќи ние не чекаме да тој проект да биде некаде аплициран, туку веќе средства се собираат во Словенија и во другите држави каде што има наши клубови за реализација на овие се теми за кои што разговаравме денес. Прва ствар е да ми уопće знамо у ком правцу. Dakle, ne znam, sutra će verovatno trebati neka pomoć, neka materijalna pomoć vašim bolnicama, treba će neka materijalna pomoć, ne znam, vatrogasnim društvima, treba će neka psihološka pomoć, ne znam, možda će sutra trebati neke hirurge da dolaze iz Slovenije, iz Evrope, iz Njemačke, iz bilo kog da vam pomognu kod nekih operacija, ne znam, mislim, zapravo toliko ima takva širina i sa tim memorandumom danas mi se obavezujemo da ćemo pratiti tu širinu, da ćemo biti tu uz vas. Како што велат, главна цел е црната слика за Кочани да стане минато, да се врати животот, младите да гледаат иднина во овој град. Помошта е поради тоа што велат луѓето треба да бидат свесни дека лекувањето на повредените ќе трае со месеци, можеби и со години, и затоа поддршката за Кочани не треба да прекине, туку треба да биде континуирана во наредниот период додека тие луѓе да може да застанат на нозе. Весна, со повеќе информации од протестот би се јавиле во наредното информативно издание, за сега имаме толку. Ти благодарам, Сргјан, за јавувањето си, како со нови детали те очекуваме во наредните вести.